Почитувани другарки и другари, почитувам генерален секретар на Социалистичката партија на Македонија господин Дучо Димовски, почитувам подпредседател на Социалистичката партија господин Јован Лазаров, почитувани членови на председателството на Социалистичката партија, почитувам господин Милан Јучинов, академик доктор, кој што денеска ќе ни се обрати, почитувани драги гости. Нека ни е најнапред честит 8 септември, денот на осамостојувањето на Република Македонија. Денешниот ден е особено значен ден за македонската историја, за македонскиот народ, денот кога Република Македонија доби своја независност и стана независна држава. Денеска на денешниот ден можеби е најзначено да проговориме за историските аспекти, како Република Македонија дојде до 8 септември, која беше улогата на социјалистите и на социјалистичкото движење низ целиот овој период и за сето ова, како и за многу други работи, и погледите на моменталната состојба, како и погледите каде ќе се движи Република Македонија и сето она што сака да ни го каже господинот Милан Јучинов, а каде би Милан Јучинов, денеска ќе ни го каже, денеска ќе одржим оваа трибина, после која секој еден од нас ќе може да постави прашања, зависно од тоа што го интересира, да го прашаме и да искористиме присуството на академик Милан Јучинов. Морам да ви кажам дека погледите кои што денеска ќе бидат изнесени се погледи на господинот Милан Јучинов и денеска би сакал сите активно да се вклучиме во оваа дискусија, бидејќи токму затоа и организираме трибина, да ги наметнеме сите оние ставови и да ги расчистиме сите оние дилеми кои што ги имаме. Несомнена е улогата на социјалистите, но несомнена треба да биде и улогата на социјалистите во минатото. Затоа би ве замолил сите заеднички да го поздравиме господин академик Милан Јучинов. Поведете, почитувам. Prvo, da se pridružim i ja celostno pozdravite, bude u Patenic, generalni sekretar i drugi drugi, da kažem, naša partija, iako je nominalen člen, osvojite pogledi, verovatno nešto ste pročitali, ste me sledali, što i kako nisam, ja se pripađam na ovo krilo od obezbeđenja i političkog života na Republika Makedonija. Всекакова поздравувам, чест ми е задоволство да ми е даден по еден изключително важен празник, како што е прогласувањето на самостојност пред независност. Искрено да кажам, знаете, ја мисля, импресиониран съм прво от вашето присутство, драги, млади и не само овде гледани други, членови и симпатизери на партијата. Мислам дека е било некорисно не да се обраќам со едно академско предавање, како што сум ги одржувал во животот подобен број, туку со една расправа, со една дебата, но сепак речено ми е да јас подготвам едно излагање од околу 30 минути, па потоа да оставиме малку време, ако се согласувате, и да размениме така отворени, директни, пријатни и непријатни прашања и одговори за темите кои сите не окупираат во еден ваков момент во кој се наоѓа нашата земја. Сега, од каде да почнеме? Јас не би го повторувал она што многумина од нас овде веќе го кажавме пред 2 години по повод прославата на юбилеот на основателот на Социјалистичка партија на Македонија Васил Лавин. Една од најглавните негови мисли е имате долу на споменикот кој по тој повод беше напред и отворен, каде што овој скромен, ненамечив работник
to je jedna dalekovidna svoja vizija, predskaža zašto je potrebna jedna ovakva organizacija na Makedoniji, na makedonskoj narod, s ogled na njegovo dolgovekovno, teško, čemerno istorijsko iskustvo. Ta je njegova prognoza, da kažem, sovremenim jazikom. Mislim, дека напълно беше потвърдена много бързо по формирането на Социалистическата партия на Македония, а по тамошниот тек незиното значење, незината улога и незината големина, таа мала партија, но со големо историско значење и голем историски придат. Тоа се потврди, мислам, се до денес, и моево излагање можеме и да го крстиме, континуитети и перспективи. Мислам дека иако денес дуваат поинакви и други ветрови широм нашава планета. Јас сум еден од оние, не само јас, него и голем број луѓе, познаници, пријатели и непознати, кои живеат во овој свет, во овој денешен момент, сме на мислење дека иднината, новиот пат на социјалистичката идеја допрва представи. Неминовно светот ќе се движи во тој правец. Какви форми ќе има тој социјализм, колку тој ќе личи на претходните социјалистички доктрини или парадигми. Тоа времето нека покаже. Тоа вие и идните нови генерации некако обликуваат тој нов профил на новата социјалистичка идеја. Но самата идеја во својата сушност, како идеја која треба да ги сплотува луѓе, знаете дека скоро социјалист значи дружење, зближување на луѓе. Таа ќе биде жива и ќе биде вирулентна и ќе биде неопходна, неизбежна и неопходна. Неизбежна бидејќи светот страшно брзо демографски се развива. Гледате како расте нашава планета. Ако луѓето не најдат заеднички јазик да си ги решаваат проблеми, да имате разбирање за другиот човек, нема ништо од таа планета. Има такви средства за уништување на неа, да таа ќе биде уништена од новата студена или жешка војна, која ќе биде неизбежна, ако не дојде до овој договор, разговор, разбирање, попуштање, компромиси. Сето тоа ќе биде неизбежно, според мен. И голема е токму тука улогата на една ваква партија, на една ваква асоцијација, на луѓе со вакви, слични, не мора да имаме идентични, но слични мора да имаме мислење. По низа круцијални проблеми од развојот на општеството, на нацијата, на животот потреб, кој правец да се развива живот. Така да, тоа е една моја рамковна определба, која мислам ја носи суштината и насловот на моето предавање. А сега, ја би овде пред вас евоцирал некои работи кои ги запиша токму готвојќи се за ова предавање, иако за сите тие работи многу пати е зборувано во нашата јавност, се слушале предавање на вашите школи, универзитети. Но мислам да е лошо да сродиме еден ретроспективен поглед што е тоа што се случуваше со оваа идеја. И тоа не мислам да навлегувам во некакви историски интроспекции, затоа што тоа не е нужно, не имаме време, но мислам да кажам како ова идеја со оглед на Македонија, на македонското прашање, и конкретно на македонското национално прашање, затоа што
socijalističkата ideja Makedonije ima jedna specifičnost po odnosu na slični ideji do drugih državi. Koga zborujeme za nas, za naša ta situacija, našeg naroda. Socijalističkata ideja ne može nikako da se odvoji od ona drugi od svoj tema, od nacionalnog sveta. Drugo je socijalističkata ideja vo Franciji, drugo je i vo Rusija, Novo Makedonija. Od prvog momenta moraše, trebaše i dobro što beše potvrzana so potrebata od rešavanja na makedonskog nacionalnog prašća, koji ne beše rešen, koje so vekovi stoješe otvoreno, se prepeja razni fabine ili fantasmagori koji su nešto kakvi ste. A nije našio identitet gdje možete da ga fokusirane od naša nacionalna država, što beše istina za celokupni od naš narod i katastrofalno. Ono što mene mi se padne u oči i što svaka ovdje pred vas da go proveram, to je deka ista ta godina koga u Solu je formirano naše najgolemo dviženje negdje za emancipacije i nacionalna sloboda PMRO, se razbira onaj izborno to PMRO, nego ko su na to segašnji partiji ili posebni struji. Ista ta godina formirana je i Radnička partija na Vasilju. Ali je već to slučaj. Mislim da je kada Vasil Gladinov, iako ne osobeno obrazovan čovjek, no po socijalistička problematika i kako obrazovan, naseti neka tije dve komponenti će biti postojano prisutni koja će se rešava istorijskata sudbina na njegova takva. I to se pokaže kako točno. Cijeli na tamošen tek na socijalistička partija dobližuvanje, distanciranje, podređenje prašanja, no sledenjem očekor na ova svoja primarna ideja ni siten fazi na razvoj, na osloboditeljno naše križenje po 20. godine. To ne može nikoj da ga odreče, niti da ga pobije so argumenti i neki takvi argumenti. Ne. Se razbira. Problemite koji nastana i so razvoj na ta inicijalna grupa koja je sobrane Glavinom, da užasno gole, zato što situacija na Balkanu nikogaš ni pretova, ni potova ne bila toliko složena, kontroverzna, odnos na makedonski od naroda strašno nepovoljna, bez navistina jaki sojuznici koji bi je pomognali, ta je naša borba. Tako da, tukaj сега не навлегам što se случуваше со социалистичката идеја во првата и во втората деценија на 20. век. Това е добро познато од историските документи и јако ви е познато се уште не е расчистено. Идеолошки не е расчистено. Меѓутоа постои една основна црвена линија во делувањето на тоа изворно промени нашето ВМРО. Таа беше неги помнеги за туристите и неги ВМРО обединете. Тука од првиот момент немало, не можело да има идентитет. Едните беа за едно, другите беа за едно. Овие што беа за обединета нелима Македонија заправо обединето ВМРО, кој се формира подоцна и начело на кое дојде еден, според мене, исклучително една личност, која ние ја признаваме и не ја признаваме и некако гледаме да ја прескокнеме. Тоа е Димитар Влахов, кој беше една голема глава, еден голем лидер и кој безкомпромисно се залагаше за самостојна Македонија
nikako okrilato negdje na Danskата država, to bi jedna od orijentaciji na vrhovisti. I evalira i imenuje svoj te pogled na osnova, to je to. Ne slučajno što u vremenu koga se formiraše Nenila, ova krilost, ovdje bitna ovakav, započna dejnosti, jedna ličnost za koja ja se ne možem da najdem ovakav, opravdanje je neka je promakedonistički raspoložen. To piše Vačo Mihajlo. Toga je Slobode svoja organizacija koja piše uglavnom teroristička. To lako ga se razlikuvaše od ona što piše na drugom. I tako, to teče sve do 20. godini, koga nema potreba ovdje, mislim, da se vrata malo retroaktivno i da gospodina naše golem praznik i naša isto tako golema borba svrzana su identitetsko stanje, za koje isto tako postaje slušam najkontroverzniji misli. Jedni negdje drugi među naših akademici za žal negira identitetsko stanje predstavlja golem pridones za makedonske istorije. Po sovremena smisla golem pridones. Teritor, ne možem navesti Gondam, koga nekim počne ova tema za socijalistička, tako ubrzana. Socijalistička ideja više najtesno površena su ova ideja, je bez toga identitet. Među liderite na Iliden, da počnemo predsjedatelj od Nikola Karek, Roce Velčev, Dime Fertimo, Đorđe Petrov i tako nakon, to sve da socijalistički hospitani, nadojeni i orijentirani ličnosti. To niko ne može da ga negira. No, po natalu, dovađame nevjetova, ta skora decenija, početak na pretata decenija. To vreme među dvete svetskih vojni, za žal, posle Bukureškog dogovora Makedonija Beškovodelana, kao što znate, pridela. Stanova se ga zbor za ovo ideju koji je ostao u rampite na Varvarska Makedonija, tako da reći. I kako da uloše tuka socijalistička partija. Znači da kažem teka, socijalistička partija imaše svoj jaki žarišta i puta. Ne samo ovo Vardarska, tuku i ovo Pirinska i ovo Egejska. Osobeno tada beše silna ovo Egejska Makedonija, što je malo poznato. No što se sluči tamo, znajete, raseljuvanje, dogovor sa Bugarima, premestuvanje na golem broj od grčko naseljenje od Mala Azija u Egejska Makedonija i svi te tije punktovi na socijalistička partija mora da zgasna osobeno koga nastavi zloslutnata diktatura na metak sada. Apsolutno. I oni ne priznava, a evo Severodenska ili nema nacionalni marksista, a slučajno ja sam po majka i djec, pa mene tvar. Teško može da mi kažat meni da li ima ili nema tamo makedonski narod. No, da se vratam i da produžem s ova linija što je započna, sakam da kažem deka u ramki naše narodnosti bliže to je procesna emancipacija našeg naroda od celosti se izdiferencira sepak dve grupe. Od jedna strana beše desnicata, od druga strana beše levicata. Desnicata se razbira gib branaše vrtovističke tezi, ušte egzarhijskite pogledi od kraja dnevima 19. vek i naša ta gibnina ne izgledaše i malko rozorna. Nije trebiše biti denacionaliziran i da priznajeme neka smo nekako del od Bugarskog carstva. No na levicata delува mnogo jaki, mnogo silni i nezaobikolni ličnosti od naše nacionalne istorije. Među koji ja rekao gospodina Dimitar Vlahov, a će gospodina Jane Sabanski, ja su bili na grobot na Sabanski, ne znam da li je poznato kada je to grob, ne mnogo daleko, to je blizu
взима на мирни и ама мислам секој македонец треба да појде и да види еден каде е закопан еден од визионерите на македонската флота. Но мислам еден податок е исто така за нас овде битен, тоа е како социјалистичката партија, социјалистичката идеја, од тие крајновите контроверзни и сложни услови, како она обстојуваше и кон што се стремеше и кон што таа се припојуваше. Видите, не знам дали е доволно познат податокот и дали доволно го има во новите ученици по историја. Но, знаете, не може да се лаже, нели? Историска вистина е историска вистина. Нема полувистина, четврт вистина. Или е вистина, или не. А толку време помина, скоро цел еден век, не би требало да се играме, нели, и да го замајуваме народа, некакви, нели, ваши фантасмагори. Факт е дека во 1920 година голем изненадувачки факт, да, на изборите во таа стара Југославија, која беше монархистичка, која беше против македонци, која беше тоталитарна, не. На изборите, Комунистичката партија на Македонија успеа да освои огромен број гласови со помош на социјалистичките сили кои не делували. Таа тогаш имаше 15 пратеници во парламентот. Голем број луѓе, значи нашиот народ, покажа една свест, работништво, селарство, најголемиот дел и од интелигенција, сватија каде е нашата перспектива. Тие гласа за левите сили и се изборија едно достојно место во парламентот. Се разбира, диктатурата на Александар, кралот Александар, сето тоа после го поништи. Но, самиот Беспак веќе зборува дека има иднина за социјализмот и социјалистичка идеја во Македонија. Ако треба сега да ви кажам како на други планови, други сектори од обществениот живот се движеше овој покрет, не? Мисля, тука не треба многу да трошиме зборови. Јас како книжевен историчар и професор на универзитет можам само да кажам колку брзо и во такви крајно неповолни услови се будеше националната свест. Се будеше и се оформуваше во една насока која се повеќе јакнеше. И ве дадам за пример нашата литература. Токму во тоа време се појавија главните представници на нашата драмска уметност во првата половина на 20 век. Ще ги спомнам имена на Ристо Крв, на Васил Илјас, на Антон Пант. Почна македонскиот јазик да се слуша во театрите. Народ, јас као дете сум гледал, се чудам, но ми верувам, тоа е нашиот. Се разбира, имаше и репресија, имаше и силнување од репертуар на такви граѓани. Но во основа таа идеја јакнеше, се разбиваше, а прво на таа наша национална идеја на планот на културата и на уметноста, според мене секако беше творештото на Кочо Нацин, кој прije 9 година ја објави во Загреб својата прочуена збирка Бели мур. На македонски изворен јазик еден голем поет проговори и знаете, тоа не беа обиди, тоа не беа експерименти. Кога се појави збирката нели на Кочо Нацин, мислам беше апсолутно потврдено и афирмирано начелото дека македонскиот народ е автентичен народ, има свој идентитет, кога има вакви гении, и тоа е истина, според кој се
сега понатаму. Мислам да е многу важно што во тој период, бидејќи секоја партија сепак треба да се ослонува на некакви слоеви во општеството, дојде до големо поврзување на работничката класа со исто интелигенцијата и се развија многу активности и многу форми на делување на социјалистите во тоа време, што се придонесе кога се доближи Втората светска војна и кога фашизмот почна да завладува на светот, нацизмот и хитлеризмот, се формира спонтано еден голем народен фронт на сите напредни сили на Европа, кои сватија дека овој Буда, овој Хитлер, ќе го уништи светот. Мора да се обединуваат и дури да прават спогодни концесии, што да се оведени и комунистичката Русија со капиталистичкиот Запад. И не можеше да му се спокиствани на Хитлер. Хитлер ќе победеше. Историјата кој не каде гневите обесмртеше својот тек. Од тој пресуден момент Македонија, македонски социјалисти, комунисти, тука немаше голема разлика и ги заедно делува, апсолутно од првиот ден се протиставија на фашизмот и на онаа окупација која завладеа неколку години и каде што наистина од Македонија имаше само име. Еден многу добар фудбалски клуб, можам да кажам, сега е направен еден филм за делувањето на тој клуб и јас го многу тоа препорачувам. Јас сум бил дете, имам 12-13 години. Тоа беше место кај што се собиравме да го изразиме својот став, својот протест против она што околу нас го гледаме. Никогаш Македонската публика не била така обединета околу една екипа како ние тогаш. Тоа беа славни наши денови, а за несреќа на авторите тој филм беше најдобар на Балкан. Никој не можеше да му се спротивста и се прајава разни повреди на правилата за да се овозможи Македонија и македонското име да се слуша, бидејќи тој тим се викаше Македон. Тој постоеше до првите години по ослободување по 45 години. Нашето учество во народно-ослободителната борба е евидентно, непорекливо, но и не заобиколувано. Прилова, да ви сега спомнувам славните дати. Обично викаме, па ние немаме некој минато. Не е точно. Ние имаме минато и во 20 век, и во првите тие децении, како и подоцна во средината на тој век, кога се разгоре народно-ослободителната борба. Ние имаме епопеи цели у кои македонскиот народ се бора за своја слобода и крваво ја плачал таа своја борба. Не треба да забораваме дека во народно-ослободителната борба ние изгубивме 25.000 луѓе. Најголемиот дел од кои млади, слични на вас, на нас, кои тога бевме уште помлади. Така да, тоа се славни страници од нашата национална историја, во која точно социјалистичката партија беше водечка, движечка сила. Таа ги обедини луѓето од Македонија. Сите, рече македонците и другите, како што знаете, учествуваат во тој страутен отпор против фашизмот, кој беше немилосрден секаде каде што. Јас само кога веќе ви спомнам овие значајни дати и имена во нашата историја, кои се најтесно поврзани со социјалистичката идеја. Не се само овие драмски автори. Јас ќе спомнам дека покрај Кочо Раци, кој знаете како заврши. Тоа е драматична случка на планината. Постојава
natamo, tukaj je vemola mladio Aco Karaman. Aco Karaman, čovjek su isključiteljna dar. Najdobriji učenik u te bugarske gimnazije, koja je prevestitelj, ja to je fasciniraše svojete profesori sa svojето znanje. Той каже, левичар, социалист и той отиде да се бори 17 години и набързо загина в близина на Берово от фашистите, кои отмътува от Гърция се получила према Германия. Значи, Митър Богоевски, исто така, той загина Кресенско, така, от фашистите. Nikola Vapčarov, okolo koji se vodat golemi debati, čiji poet je, ali to je prvo golem poet i golem čovjek, a čiji je i vaše i naše, no to isto zagina streljanje po fašističkih pesatu u Jugoslaviji. Razbirate, jedinstven Kočovaci zagina na drug način, znaš kako, ne. Nositelj je nije to jador koji cvet na našата inteligencija. Levo orijentirani socijalisti izgubati, boriti se za borba protiv fašizma za nacionalno. Сега, ja lično istoriju delu svoje ulaganja ne može da ih normalno notira svi te nastane koji se značajno po narodno-osloboditeljnom području, koji se pobrzano toknico jaknjenето na socijalistička ideja kako izlez na situacijata po koja se navođeše celokupnija makedonski narod u vreme. Tuka moram da spomnam značajni datum koji za nas socijaliste su neizbežni, to je Ahmoj od 1943. godina, kada što je priznajeno Makedonija kao ravnopraven učesnik u taj borba i ravnopraven člen na iznata federacija. A za nas ušte poznače praznico na Asno, odlutike na Asno, avgust 1944. godina, kada što je istina ostvaren vekovni son, se su tada konstituirana je konečno makedonska država i makedonski jazik je dobi svoje priznanje za države jazik na Makedonci i tim koji su žive. To beše isto taka mnogo golema, mnogo značajna pobjeda da naš jazik konečno tuka ogromna uloga i nezaboravna uloga odigra nego akademik Blažen Koneski, koje su odbede prvaka period makedonskih pravopis, azbuka, prvaka gramatika, po koja nema dilemi postoji ili ne postoji makedonski jazik. Mala digresija, dragi kolegi. Ja pratam ove razne debati okolo misli i tako nato, no osim da se nasmijam, ne možem vakar da reagiram, ne možem na sve da reagiram, a reakciji za žal nema mnogo. Ja pred nekoliko dana se vratim od Minsk, glavni grad na Belorusi. Donesena je konečna odluka da se održi 15. kongresna svetskата slavistika во Белоруси. Јас бев и се уште член на организационниот комитет на таа асоцијација. 24 најистакнати слависти во светот дебатирахме 3 дена. Никому не му падна на ум да ме праша или нешто да каже што е ова нешто вашиот јазичен идентитет постои или не постои. To je budalaština, употреба на еден термин. Со тоа да се некој занимава денес. Денес, кога нашата литература со стотици, има и илјадници книги кои отидува во светот,
nekoj dobija najgolemi priznanje, se preveduva, se afirmira, iminjate na golem broj makedonskih poeti, se veke i svetski poeti, a сега некој да поставува прашање, ама каков е вашиот идентитет? Тоа е шуто, за мене вака признам, а стана и баш, ево да ви кажем, и рускиот председател на смртистите и рече, а како и тоа уште не е предмет на оваа расправа? Па ние тоа сме го расчистили, вика, пред децени. Светската наука го расчисти. Дека грците мислят вака или тамо некој не знае. И бугарите нешто сега чепка тамо. Нека чепка. Или името српски кругови, оние десничарски ултра. Нека чепка. Ние одиме натаму. Ние одиме натаму. И нема тука запирање во Минск. Впрочем и во Охрид. Вие знаете дека ја бев председател нели на 14-тиот светски конгрес во Охрид. Во Охрид мене не ми дојде на ми грчкиот тест. И ја што сега нема да го одржам конгрес? Ја рекам, не ја одиме напред по програм. Тој се јави последниот ден, пред да се растори конгрес, председател на грчката социјалистичка. Ама извините, условите се вакви, условите се такви. Се разбере, јавно одговори, конгресот е завршен до гледање на следниот конгрес. Сега во Минск, повторно не се осмелија да дојдат грци. Што меѓу овие 24, јас сум еден од тие 24. Не, нека поверат, нека ги изнесат тие своји тези. Не, кои се тие нивни опомени? Нека кажа, не дојда, ви се смева, сите се смева. Така да не се подаваме на провокации и да не се предаваме на залудни полемики со некакви фантазмагории. Тоа такви прашања за нас, македонците, не постојат. За нашиот идентитет, за нашиот јазик, за нашата култура. Има други прашања, сериозни и тешки. Токму социјалистичката партија треба да се концентрира и на тие други прашања. За јазик и ова историја, има за тоа специјалисти, има академици, нека расправат. Се појави некој да каже дека тоа не е така. На овој состанок и во Минск, а и во Охрид, може да ти кажа, беше присутна бројна бугарска делегација. По мене ми беше да повелете, трибина отворена, сцена, 700 делегати, повелете, кажувајте што овде ние преземаме од вас и никој не се јави. Бугарскиот делегат, председател, беше сега и во Минск. Со нито еден збор не го споруваше она што ние, нашата делегација, прави јасно. Така да, ние треба да сме спокојни за нешто што не е предмет веќе на полемика, а не спокојни за многу други работи кои да се решават во нашата заедница. Ако не се решават и ако социјалистичка партија најактивно не учествува во нивното поставување и решавање, таа ќе го губи својот легитимитет и својот прост авторитет. Не, во политиката се е дозволено, освен неактивност. Спиење, одмарање, знаете, ја видите овде, вас најдов еден мој интервју, кој сакам да ви го покажам. Тамо стои во наслов, ја верам. Во историјата не постојат идеолошки и политички вакууми. Не постојат празники. Ако вие не се борите за својата каула, тука ќе ускочат не само грци и бугари, кој знае кој све може да ускочи, и да ве прогласува, дека тоа е ваш родител и така. Тоа не сме да дозволи социјалистичка. Социјалистичка партија е една активна, ангажирана, борбена, агресивна, борбена, но најотворена, најборбена, слободарска и демократска партија. Ние секој мислење мораме да толерираме, како мислење, а не да се согласуваме, ако не одговараме вистината и на факт. Така биле социјалистите. Сиот век
Vidite, ja na kraju bi se zadržao za jedno prašanje koje je dosta u jednoj i zasega ovih posljednjih godini od našeg oživenja. To je ova prašanje za kulturno i za globalizam. Prašanje za globalizaciju. Ние сите се соочивме со тој термин и знаеме што тоа значи. Но треба вака тој процес да се однесуваме, би рекол, како социјалисти, а не како сите други. А не како оние кои по секоја цена сакат да наметнат некоја глобализација, која не оди во прилог на огромното мнозинство на светот. Да се разбереме, социјалистите мора да бидат на страна, не на мнозинство, на работништвото од цел свет, од работништво, подразбирам сите што работат, не исклучувам себе, интелектуалци, научници, не. Социјалистите не може да кажат, во праву сте и вие, ама во праву сте и вие. Барем јас паѓам у категорија, јас сум иначе литературен критичар, пред се не сум ни политичар, ни криминолог. За мене нема да оваа книга може би е добра, а може би не. Кога не го знам перо. Ја го знам перо да кажа, дали оваа книга? Што е таа? Зошто е значајна? Може би за света, а зошто не? Меѓутоа, кај нас таа сега за постмодернизам се зборуваше доста, посебно меѓу вас младите, тамо владееше таа парола сите се во право. Според мене, не се се. Не би имала потребно да ја задоваđам од доде да зборам. Ја не мислам дека некој други се во право. Се разбира, нека постојат икони, нека се соочат истина, и она што ова наша дозволена, мора да отвори диалог, дебати, да створи еден друг амбиент во Македонија, во кој најотворено, без секакви предрасудоци, ќе се зборува вистина и справедливост. Социјалистите мора да бидат носители на тие две одредби. Ако не се носители, верувајте некоја друга, трета, четврта партија и во овие постојни од овие што не постојат уште да се најдат. Бидејќи, од се ова што ви зборев, мораме да заклучиме дека прво социјалистичката партија има едно богато, здраво и авторитетно мина. То не е тиква без корен која се појавила него или тега се собира да ние нешто сакаме некој леви проблем. Тоа има длабоки корен. Нашите татковци, дедовци, прадедовци во сето тоа учествува. И создадоа некои темели с кои ние немецка газиме и сакаме да изградиме нешто ново. Нешто ново. Понатам, една работа исто така мора да биде насетна, постоја, да и мене ме мача. Ја видов овие документи на Социјалистичката партија на Македонија, дека се зборува за демократски социјализам. Што тоа значи? Дали е тоа некоја вака фраза? Знаете, со таа демократија сите се китат. Нема партија која нема свој наслов дека е демократска. Мене не занима што е тоа во ова партија, што треба да биде и мора да биде демократска, за да влече напред, за да ова партија има своја перспектива, своја идеја. Факт е, ние како партија на социјалистичката идеја, можеме да криеме дека во минатото во рамките на социјалистичкото движење немало најразлични деформации и антидемократски. Што е сталинизм? Што е догматизм во мислење? Што е тоталитаризмот во политика? Тоа нема врска со демократија. Не може
možeme da se kitime со nešto što nas ne ni bilo sekogaš prisušta. No, povratite na socijalističkата ideja 100 godini kaj nas, a bez tako, po nas, postoji postojena borba među tije razbira, među demokratskata orijentacija i ona druga. Moj drag kolega Stojan Divovski znaje дека јас сум од ретките лево ориентирани интелектуалци кои бил казнуван баш од мојата партија. Казнуван. Зошто? Затоа што не сум се слагал со таа друга струја, која мислам ќе доведе до пропаст и доведе до пропаст. Како се распадна и Советски Союз, како се распадна и Југославија, да не зборам и другите. Ден од тие, да ги наречам, ретроградни сили во рамките на нашето движење. Најчесто тие беа за власт, се борат за власт. А ние другите имаме една голема мана. Ние нити знаеме, а никој нити сакаме власт. Ние сакаме друг да раководи, ама вистински да раководи. А ние, ево вака да држиме предавања, разборуваме и така натаму. Тоа е голем пропуст на минатото. Мораме да признаеме дека ништо старо, она, што е на линија на догматизм, на тоталитаризм, на антидемократска ориентација, не може да влезе во идеите кои сега треба као социјалистички да бидат остварувани. Бидејќи тоа е перспективата, според мене, за целиот свет. За целиот свет мислам да е доста много познава светската ситуација, бидејќи се движам често радвам. Па видите, сега за крај, еве ќе наведам еден умен човек, пријател, еден од најголемите економисти во светот, французот Енри Барклей, што наведува од извештаите на Светската организација на Обединените нации. Според последниот извештај, 832 милиони луѓе страдаат од неисхраненост. 800 милиони луѓе живеат со помалку од $1 дневно. Може ли да се живее? 1.700.000.000 живеат со помалку од $2 на ден. Па каква планетарна етика може да постои и равнотежа ако ова не е натаму се дозволи? Значи, мора да дојде до некои промени. Мора да дојде до некои промени. Таа демократска, социјалистичка варијанта, според мене, единствено можна, за да ги овие проблеми смири, да доведе до еден социјален ребаланс, што вика го ребалансира буџетот. Треба да се ребалансира огромниот расчетот помеѓу оние кои имаат и оние кои немаат. Тоа беше наслов на еден роман на Ернест Хемингуеј. Оние кои имаат и кои немаат. Тоа не е исто. Тоа постои апсолутно во нашата земја. Мора некој да стане на пат на тоа. Значи, ја не повикам овде на некој бунтови. Тоа, социјалистичката партија, според треба, вие како незини најмлади, компетентни делови, да биде една од најактивните во остварувањето на реформите промени. Не да биде приопашка вака на ово и на ово, да предводи со својата мисла, со своите идеи, па и со својата етика. За етиката воопшто во нашето општество, ја не слушам нешто многу да се пише и да се збори. Каква етика, кога гледам патувам из Македонија, молам некам вака да
заплашувам, но по ова прашање на невработеноста и на корупцијата, ние сме меѓу првите, барем на Балканот, а може би и во Европа. Не може со корупција да се негова етика. Денеска за некој човек, ја сум од Охрид, тамо луѓето ми приоѓат, постојат. Абе за некој да кажеш дека е скромен и дека е благороден, дека е племен, што му се смејат на тој човек. Тој заостават за времето, ќе кажат, тој ништо од него нема да биде. Молам, ние сме поинаку воспитувани во рамките на нашата социјалистичка ориентација. Меѓуто, да не кажам за неколку круши што украле во некоја бавча, биле стрегани за време на едно. Јас сум присутствувал, не сум подобро. Тоа, мораме се вратиме на некои вредности кои се изворни за целата историја на човештвото. Лоповот е лопов, знаете, според мен. Дали од ова партија ништо тоа не нема. Или, да не наредам други неги. Мораме да се бориме за социјалистичка етика. Тоа беше едно од главните оружја на социјалистичкото движење. Тоа мора со дебели црти да се повлече и во нашата нова програма. Така да, молам, јас сега завршим, повторувам, апелира да младите социјалисти треба да бидат тоа погонско гориво, носители и реализатори на неопходните промени. Тука уште ќе го наведам, кога сте го слушале сигурно 100 пати, Франциско Кујама, советникот на Пентагон и на кој тој е јапонец, но е американски научник, добар глас. Тој предвидуваше пред едно 15 години крај на историјата. Завршува тоа што било со движење за 20 век, сега настапува глобализација, една земја владее со цел свет и така. Тоа мнозина изразила сомневање дека настапува крај на историјата. Не настапува крај. Ние сме сите делови на собрнски социјализм. Сите имаме своји погледи, и своји фамилии, и своји идеи. Сите сакаме да имаме подобра иднина и подобра да живееме. Тоа што сме македонци не сме да биде хендикеп за нас. Никаде. И ова, нема што се случи. После 15 години тој истиот Фукујама се откажа од 2/3 од ова своје учење. А да вика изгледа не сум било право. Ова гледа какви све неправди има во животот со народите, со лечо. Знаете и сами што се случува секој ден. Слушате песни. Немamo одговор еден голем поет хуманист Октавио Пас, кој рече: не доаѓа крај на историјата. Истинскиот почеток на историјата допрва пред нова историја ќе се гради. Луѓето, што се вика, ќе се опамтат и од тие заблуди и грешки, и тие кои ги правеле, ќе се слободат и ќе побарат едно по-добро. Ви благодарам, председател. Почитуван академик Мичинов, во името на младите социјалисти на Македонија и воопшто председателството на Социјалистичката партија на Македонија би се заблагодарил за вашето излагање. Со она мисла што ја кажавте дека Социјалистичката партија постои 100 години и при нас меѓутоа 200 години по нас, сметам дека со такво едно расположение треба да продолжиме напред, да знаеме дека сме дел од една политичка партија, од едно движење кое што било во Македонија и е во Македонија и ќе продолжи да остои во Македонија. А сега со овој вториот дел кој што го имавме со поставување на прашања, па еве беше едно многу убаво излагање слушнавме од академикот.
Па ја би ве поканил да поставите прашање, кој би сакал да постави прашање, да го имате некој прашање. Првотекно излагање да споменат за демократски социализам. Да. Како би било водата денес на демократски социализам во светот, со ова тоа што се случува моментално во самиот свет? Добро прашање и не баш лесно. Више, прво, јас мислам дека живееме во еден поделен свет. Тоа што доминира во мас медиум, посебно кај нас во Македонија, што да критикува. Тоа е само едната страна на медаљата. Постои и друга страна на медаљата. Постојат луѓе кои мислат и натаму во духот на социјалистичката идеја. Сакате да ви спомнам некои личи? Одеќе станаме што се укочим во себе. Па добро, вие сте чуле дека и во таа Америка, јас си дозволив неколку критички вака реплики наспроти Америка, но да се разбереме, јас сум бил многу пати таму, сум бил одлично пример, ја не сум антиамерикански некој вака тип. Не. Тамо има многу јака интелигенција, која вие малку ја познава, ама некои ја знава. Па сте чуле за Ноам Чомски. Има ли поголем критичар на американската надворешна политика? И немојте да изедначуваме секојаш Америка и во нашите медиуми со американската администрација, не молите. Постои американски народ, Телки, не, колку милиони са. Тој народ, ако одите тамо, други ветрови ге почувствува. Постои Майкал Мур, еден филмски редител од шведски глас, кој лонги прави ни. Постои ова, на освоене Wall Street, одите у Њујорк. Мојата керка беше скоро у Њујорк. Тамо има шатори, нели уште у Централниот парк на млади, кои не се предават. Не може Wall Street целиот се вака около малиот прст да го врти. Оти и он се треска. Така да одиме во Франција. Во Франција 17 години беше десница на власт, така. Така, сега кој победи? Тамо нагло се менуваат сега години. Победи еден Пјер Бурдие, победија луѓе кои мислат, да не речам, јас сум мала, вака, мал формат човек, ама тој мисли исто што и јас, ни за прашам, исто. А што правиме со, нели, Славој Жижек? Едно име што се повеќе ќе го слушате. Еден генијалец, словенец. Ете, таа Словенија прва се побуни против онаа заедница. Сега таму има да се чувите, да појдете, да видите какви идеи таму се сега на дневен ред. Јас сакам тој Жижек, кој го сметам за еден од најумните луѓе на денешницата, тој млад човек, да го доведеме и то социјалистичката партија да го доведе во Скопје. Тој никош не бил во Скопје. И оде тој да застане и да зборува за своите погледи за современиот свет и за ова прашање дали е можен демократски социјализам. Па да видите, то не е ова се, вие читате може некои вестници, гледате некои телевизии, кои на вистина давате најскривена слика на светот. Не е тоа само. Ние со Имовски ми се обративме на Жижек да дојде. Ја не го профлам. Тоа да чуете луѓе од голем формат, што мислам. Да не зборам за економисти, за нели социолози, за политиколози, па за писатели. Па еве уште еден мал пример. Јас пред малку се вратив од струшки вечери на поезија.
a ovaj dobitnik na zlatni odvenac, ovaj južnoafrikan, on je mnogo radikalen od mene u ovih pogled odnos na levatu orijentaciju. Nije ko sedam, to je ispadna Levičar Koski, najgolem prijatelj na Nelson Mandela. Znači, ja ne sam verovao da jedan crnac toliko zna za ova socijalizma. Mi je otvorili jedna debata sa njega, on došao u šer. A jedan Francuz, jedan od najdobrite poeti svega koji beše u struga, beše jedan Francuz, koji ima napišena prekrasna knjiga, dobije i nagrada. Knjigata se vika Zemljata ne je okrugla. To je ne je sve harmonično zemljata. Ima mnogo raboti koji treba da se ispraviti. To je ispio čovjek, je inako direktor na to предприятие koje izglede naša vtora antologija na poezijata u Parizu. Znajte, nije koga ovakav prelistuvame od naše to blisko minuta. Pa ja gledam, najgore broj muče u stvari bila ženičari što im pomagali na Makedoniji. Ova se, ja ne verujem, iskreno, nema se nadam nikad za to da mi zamije. Ovdje što dava razni izjeli, mnogo se fini, mnogo razni, što šetam iz Makedonije. Koja poza od njih ima? Kakva poza imate nije nekoj samo da li pravi komplimenti i ovako. A Berkin gledate delata njegove, postupki, što je pomogao, kada je pomogao, to što je spasilo od nekoj situacije. Molčan se ga mnogo tuđe u Evropa, ne znam što je ova Grcija, to je Grcija. A ja bih kažem što nisam za toj proces. Da se nije pušteno u dijalozi i polemiki sa Grcite, to je gudenje na njih. To je mene. Da li ima ušte nekaj? Pogledajte. Сакам да ни опишете каков е патот на демократскиот социализам во Македонија, дали е еволутивен или револутивен? Това е едно старо прашање, знаете, еволуција или револуција. Знаете, да немаше некои револуции, обществото не може да се движи напред. Мислам дека клучна улога тука одигра француската револуција. После француската револуција се формира главните нации во Европа. Така е? Значи, огромен придонес донесе таа. Јас лично мислам револуција, што подразбирате под револуција? Дали само со пушка на улица излегување? Јас мислам дека некои од нас цел живот ствари сме некакви, да кажам, така револуционери со оно што го пишуваме. Знаете, зборот може да биде појак од Куршумов. Така мислам. И мислам да доаѓа време на она има и многу негативни искуства. Болшевичката револуција. А таа навистина нанесе огромна штета на племето. Никој не пострадал толку колку рускиот народ. Он страдаше и пред тоа. Почна граѓанска војна. Револуцијата уништи просто русите како нација. Може долго време да се созема. Тој донесе еден тирани, тоталитарист, као Сталин да застане на чело, кој излажа таа прекрасна руска нација. Така да револуциите су малку резервирани, затоа што покрај она што ќе донесе добро, ќе направат огромни штети, особено крвави револуции при денешниот развој.
не на средства на уништување. Видите, денеска, еве, ако ми дозволите, каде сме денес? Па ја лично мислам да сме на прагот на втората студена војна. Студената војна, по што се разлика, што се ова што се случи нели во Африка, што е ова со Сирија, по секоја цена нели да го симнате еден режим. Чекајте, полека, народот нека каже, а не прачете им оружје на овие и така натаму. Сме деца. И денес, покрај ова што се случи, денес, нели ние, ова и одговори на колегата, само од една страна ги гледаме работи. Постои една Русија, најголема земја на свет, се независно што е она слабо развиена, има, нели, ова и она. А постои една Кина, која има некако двоен систем. Ова економијата капиталистичка, ама таа е комунистичка земја. Постои една Индија, а не постои ли една Јужна Америка? Ви ако пратите и како многу пратам тој дел од светот, па Јужна Америка од Бразил па натам, што не се согласува со овие некои наши вестници, а ние за тоа најмалку пишуваме. Како таму стојат? Сите се верата и во Јужна Америка. Мисля да правят револуција и да вршат атентати на Америка. Не, на друг начин. Они ќе си го најдат своје пати. Кој беше второто прашање, се извинам? Ви благодарам, почитувам академику. Другари, Пеце, ви сакам да ви го честитам 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Почитувам академику, на почетокот на вашето излагање спомнавте дека ви е многу мило што во последно време сеќате дека почињаат леви ветришта да дуваат на глобално ниво. Да. Понатаму во вашето излагање исто така спомнавте дека на вашите 13 години се присетивте дека обединувањето на македонците прв пат сте осетиле толку големо обединување. Моето прашање се однесува на тоа конкретно во Република Македонија, не одејќи подалеку. Имаме еден судир на ветришта, лево и десно ориентирани. Дали тоа според вас значи дека десничарските мислења сепак полека почињаат да ги прифаќаат левичарските мислења? Конкретно со проектите што се изведуваат во Република Македонија. Сепак исто така би напоменала нешто од глобално ниво. Од глобално ниво. Република Шведска. Обединување на леви, на десни струи. Имало еднаш во историјата само и никогаш повеќе. Тоа било кога требало да се ослободат од стегите на фашизмот и на национализмот. Дали ние сепак во Република Македонија осеќаме таква некоја загрозеност или пак сепак тоа е од некој друг аспект? Ви благодарам. Од која страна загрозеност само не разбирам? Па дали загрозеност на национален идентитет, на јазичен идентитет? Прво, ова прашање што имате забележувам да некои десни вака сили се доближуваат до леви некои концепции. Имате право. Тоа е овој популизам, што го викам. Популизмот, он е многу повеќе левичарска ориентација отколку десничарска. Од Перон и Ева Перон па се до денес. Но популизмот не ги решава суштински работи. Разбирате, од надвор ги решава. Не ги решава темелните социјални проблеми кои се темел за останот на секоја нација. И ние тука, знаете, ја не би се согласил со вас, дека во Македонија се осудил левица и десница. Прво, колку ова левица е, која левица мислите? Мислите на ова наша партија или ние сме едно малцинство
се расчистат работите некако суштински. Многу работи што се протура од левица, апсолутно не се левичарски. Нека не ме тргајте за јазик се, да ви кажем што ја мислам и што ја гледам. Се напротив неолибералистички. Не може, она што е рекол, не може и вие сте во права и вие. А не може, разбирате, независност, слобода на мислење, демократизам, солидарност према оно што има помогlo. Тоа се категории кои не можат со други да се заменат ако сакате да бидете левичари. Ова разграбување на Македонија расчистено би после 1991 година. Кој све учествуваше на тоа? Многу левичари, пронајдене левичари во знак на народ, че пронајдене меѓу нив. Јас сум тука сето време, така да гледам. Истинска левица, која е ова партија според мене, за сега. И чувајте го. Имате и некој додатно? Прашање или не? Не. Ви благодарам. Молам. Да прашам, из историјата во светот се гледа дека секоја левичарска струја која што дошла на власт и е заменила веќе постоечката елита, дали буржуазиска елита или првобитна капиталистичка елита во својата новоподеление со некоја умерена доза на социјални мерки со кои што тие го убложуваат и ги задоволуваат народните маси. Дали вие, како вие размислувате, како може тој елитистички став на тие социјалистички струи во иднина да се отргне и тие социјалистички струи да не станат елити, да станат тоа што треба да се социјалисти? Тоа е многу важно. Да не кажам, мојот живот најважно. Као млад, ја го гледав филмот Вива Запата. Тоа е филм за Мексико и за Јужна Америка. Вива Запата беше као Че Гевара, водач на обичниот народ. Кога стана председател, кога победи, кога дојде една делегација од мексикски селани кај него, знаете, и гледаат он во една луксузна униформа со едни чижми. Мол не ги слуша дека ни први. Тој иска Вива Запата. Знаете, тоа е се некои работи кои излегуваат од рамките на политичкиот конфликт. Тоа е човечката природа. Тоа е она што ја нареков да мора вистински личности да стојат на чело на народот. Висока етика. Исти да останат и кога ќе се најдат на поделја и кога нема да се најдат. Јас ќе ви кажам, ќе си дозвам, може, ви може ќе ми се најдат. Едно ќе се петенко ја. Јосип Броз Тито. Паднаа во некоја депресија. Ова е виц, ама многу кажува за ситуацијата во која сме били. И викаат, што да правиме, не помага некој ништа. Ова вика само сака некој ако успее да го насмее и некој виц добар да му каже, тоа ќе го расположи и ќе се тоpi. И викаат еден, да не изгледа како има тука, од ромите, еден ром. Голем мајстор на кажување на вици. И оди го белиот двор. И наједнаш му река, леве, ту е Тито, ти сега има да го расположиш биз да му кажеш да го оздравиш. И овој се станува на вратата и гледа раскош, злато, уметнички слики,
овие килими во оку дебели, украси и не може да продаш. Натаму. А ти това тамо пишува нешто, тоа што си застанал вики. Ајде, кажувај го тие лици. Ама ја вика, ове не сум знаел да вие од таква раско живеете, вика. Живеа. А нема вика да се секи. Уште некоја година, ево, градиме социализам. Се ова ја што имам, ке имаш и ти, бе. На овој што треба да ми прича лице. Ама вика, добро, друже, ти то. Ама, дали вие мене сте ме викнале ја да ви кажувам лице или вие мене да ми кажувате лице? Знаеме како да кажеш. Народот вели сит гладниот не му верува. Ова е лошо. Ова е одговорно нешто. За жал. Том се искачи горе. Тој не мисли со истиот и со истиот морал. Треба многу добри личности да промислуваме кои бираме да не искуство историјско. Не е исто еден Рузвелт и еден Буш сега, ево ја. Исто е. Или е, не знам, Георги Димитров и тамо жив. Исто е. Георги Димитров дозволи да се македонски јазик во филиска така да, одличноста за жал, многу зависи. Исходот е една идеја. Добро? Ви благодарам и на вашето присуство и се надевам дека вакви трибини почести ќе држиме за да можеме што повеќе и повеќе да ги разменуваме мислењата меѓусебно и тоа е еден од начините за да се водиме по вистински по прав пат и нормално да ги развиваме сите оние социјалистички придобивки и тези кои што ги имаме како всушност определени членови на оваа партија. Благодарам многу и да